Нов нон-пейпер за полесно и побрзо проширување што треба да се однесува и на македонските евроинтеграции се појави оваа недела во Брисел. Овој пат наместо ограничено или асоцијативно членство во Унијата, какво што изминативе неколку месеци го промовира германскиот канцелар Мерц, 7 држави членки предлагаат целосно членство на земјите кандидати без дополнителни услови, но со рамка за заштитни механизми за следење на напредокот. Документот, како што објавува Евроактив, е изработен од така наречената група пријатели на Западен Балкан, составена од Италија, Австрија, Хрватска, Чешка, Грција, Словачка и Словенија. Новиот нон-пейпер најверојатно е подготвен по состанокот одржан на 10 јули во Рим, на кој учествуваа министрите за надворешни работи на овие 7 држави, како и шефот на унгарската дипломатија, заедно со представници на 6 земји од Западен Балкан: Албанија, Босна, Македонија, Црна Гора, Косово и Србија. Според објавата на Евроактив, ваквиот документ целосно се спротивставува на оној на Мерц, зад кој застана и Франција, Холандија, Белгија и Луксембург. Во него се предлагаше постепен пристап до европските фондови и учество на единствениот европски пазар, присуство во институциите на ЕУ, но без право на глас. Концептот главно се однесуваше на олеснување на пристапниот процес за Украина и Молдавија. За разлика од тоа, овие 7 земји го отфрлаат секој пристап што би можел да создаде перцепција за кандидатури или членство од втор ред и повикуваат на еднаква примена на преговарачките процедури за сите кандидати, без забрзани постапки и паралелни процеси. Треба да се избегнуваат нови барања, политички предуслови или дополнителни институционални чекори, бидејќи тие би ги обесхрабриле кандидатите и би го ослабнеле влијанието на Унијата во нејзиното соседство, се наведува во документот пренесен од Евроактив. Групата земји наведува дека заштитните механизми треба да постојат само доколку се засновани на објективни потреби, пропорционални, правно издржани и усогласени со целокупната институционална архитектура на Унијата. Рамката за заштитни механизми треба да се заснова на каталог на инструменти што ќе се потпираат на искуство од претходните проширувања и ќе бидат ажурирани во согласно со актуелните предизвици, со флексибилност за прилагодување кон специфичните околности на секоја земја кандидат, се наведува во документот. Сепак во него нема детали за временската рамка, ниту пак за конкретните чекори што земјите кандидати би требало да ги преземат за да го забрзаат своето зачленување во Европската Унија. Катерина Нешкова, Сител телевизија.